Меѓусебни препукувања, лични навреди и заострување на реториката, партиските митинзи влегуваат во финалето. На 4 дена пред крајот на средбите со граѓаните, се повеќе се зголемува и црната кампања, оценува за Алфа аналитичарот Алберт Муслиу. Најавува дека до изборниот молк ќе кулминира негативната кампања, особено на социјалните мрежи. На почеток се трудеа да го одржат нивото, значи имашме представување на проекти, на програми, но како се наближува крајот на кампањата, го губат трпението, еве и гледаме, почна малце по-жестоко со негативна кампања, но вреде се каже дека во однос на минатите изборни циклуси, како поминуваат изборните циклуси, така и таа негативноста се намалува и треба да признаеме дека ова не е карактеристика само за Македонија. Вакви негативни кампањи ми имаме и во многу поразвиени демократии. Но не само негативната кампања која ја водат партиите во трката за добивање на локалната власт. Во ова предизборие доминира недоличните гестикулации на политичарите. Кулминација е она на премиерот. Направиле математики по метар квадратен од толку станови, толку згради, толку за Данела, толку за Тимчо, толку за Мицко. Ова Кампањата ја карактеризира и повторното мичење на партиските и државните функции. За дел од нив антикорупцијска веќе отвори и случај, како за мешање на позициите, но и користење на службените ресурси за партиски цели. Експертите велат дека ваквите случаи не се новост, но на потек се институциите за да делуваат соодветно. Тука има политичка, има и законска одговорност. Законската треба да ја установи Државната изборна комисија, треба да ја установи Комисијата за борба против корупција, а во случај на злоупотреба на ресурсите на државните институции, а од друга страна, вие не можете да ги раздвоите личностите. Тие што носат државни функции, не можете да ги натерате луѓето па за време на политичката кампања да не ги гледаат као министри, директори, премиери и така натаму. Кампањата завршува во петок на полноќ, пошто стапува предизборниот молк до крајот на гласањето во недела до 19 часот.